Новиот претседател на СДСМ ќе се бира од веќе познати истрошени и кадри поврзани со низа скандали, кои беа дел од раководството кое го доживеа историски најголемиот изборен дебакл. Венко Филипче, Славјанка Петровска и Јован Деспотовски поднесоа кандидатури, но има и друга опција, политичкиот анонимус Златко Ристовски, кој доаѓа од партискиот огранок од Битола. Поранешниот министр за здравство Филипче, кој зад себе ги има пожарот со модуларната болница, но и целосно распаднатиот здравствен систем, сега влегува со амбиција да вратил партијата на вистинската насока. Горте што бил близок со Заев, но вели дека ако бил избран за претседател, ќе докажал дека нема да биде негова сенка. Добро, јас слушам многу коментари во врска со подршката од Зоран Заев. Доколку бидам избран за претседател, ја за многу кратко време ќе докажам дека ќе владеам целосно со мојот интегритет и достоинство. Тоа што имам одлични релации со Зоран Заев, пред се говори за мене. Јас имам одлични релации со останатите други претседатели претходни на партијата, со други претходни функционери. Партијата се уште нема направено ниту анализа на катастрофалните изборни резултати, а веќе говорат како ќе работеле во иднина. За партиски реформи ќе се бори до вчерашната министерка за одбрана и една од најблиските соработнички на Димитар Ковачевски, Славјанка Петровска, која предизборно склучи скандалозен договор за набавка на хеликоптери вреден 230 милиони евра. Вели партијата се наоѓа во најнезавидна позиција од своето постоење и за тоа не смее да се молчи. Ниедна причина за овој пораз кој сега го доживеавме не смее да остане скриена и не смее да остане да виси, да лебди некаде. Затоа што, за жал, тоа не се случи во 2021 година, кога тогаш се сметаше дека само со повлекувањето на тогашниот претседател Зоран Заев дека ќе се надминат некои пропусти. Но очигледно дека требало посериозна реформа. Во битката влегува и се уште актуелниот директор на ТИРС Јован Деспотовски, кој претходно беше прв човек на Фондот за иновации, со кој се поврзуваа низа скандалозни афери за поделба на грантови. Сега ветува дека ако не победи на изборите, нема да оди на ниту една партиска функција, а тоа го побари од другите кандидати кои не ја прифатија таа идеја. Нов почеток, нов СДСМ, конкретни чекори, конкретни работи за сите луѓе. Професионализацијата на партијата подразбира дека ќе вклучиме многу луѓе кои што не се дел од партиските структури. Меѓутоа нема ги забориме старите структури. Предвиден е посебен форум во кој што сите поранешни функционери, сите поранешни носители на партиски или на јавни функции, кои што ја обувале таа дејност со достоинство и кредибилитет, ќе бидат системски интегрирани, не преку пазар, туку преку конкретна форма која што е преточена преку еден совет на искуство. Рокот за поднесување кандидатури за еден лидер на СДСМ е до 6 јуни. Внатрепартиските непосредни избори, на кои право на глас има целото членство, ќе се одржат на 30 јуни, кога партијата ќе го добие наследникот на Ковачевски, кој најави дека нема да поднесе кандидатура.